Добре дојде во студио за мојот гост министерот за внатрешни работи, новиот министер Оливер Спасовски. Иако веќе не сте нов, имаше ли доволно време да почувствувате дека ги држите конците во своји раце? Имате ли контрола врз Министерството за внатрешни? Прво ви благодарам на поканата за гостување. Многу пати ви имавте покана од нова. Втор пат имав покана сега. Добро. Еднаш бев, втор пат сум повторно овде. И уште колку пати бе ме покалиле, не само на ТВ Нова, туку на секој медиум би присуствувал се со цел да ги размениме мислењата, ставовите и да на делот од гледачите кои што го следат медиумот им станат работите појасни. Околу конците, сметате ли дека имате контрола врз Министерството за внатрешни? Значи, И доколку имате врз МВР, значи дека имате и врз контрола врз безбедноста и на државата, се разбира. Добро, значи влеговме, знаете, во Министерството за внатрешни работи врз основа на политичкиот договор. Веќе, 2 месеци сме внатре во Министерството за внатрешни работи. Има премногу професионалци, луѓе кои што работат, на кои што им давам простор, на дел од тимот советници кои што се со мене и така натаму. И таа професионалност добива поддршка од моја страна. И затоа сметам дека заеднички сите со тие професионалци ќе можеме да ги остваруваме функциите на Министерството за внатрешни работи. Нормално е дека се наидува на многу обструкции. Многу обструкции, тргнувајќи од дополнителниот заменик министер преку разни структури кои што пред се мислам дека работат во функција на некакви теснопартиски лични интереси и така натаму. Да обвинуваат постојано, особено Чавков, дека работите со партиски, воден од партиски интереси. Видете, посебно човекот кој што раководел претходно со ова министерство и кој што на сите позиции можни поставил партиски кадри на ВМРО ДПМН. И не само партиски кадри на раководни позиции, туку и неколку нивоа испод тоа, мислам дека е дегутантно да тој може да обвинува. Јас апсолутно користам луѓе, професионалци кои што се долго време во службата, оние кои што имаат големо искуство во Министерството за внатрешни работи, такви се луѓето од тимот и советниците кои што работат. Не се луѓе кои што сум ги донел од надвор од Министерството или луѓе кои што заради некаква друга околност влегле во Министерството за внатрешни работи. Околу тоа, еве велите во неколку нивоа дури има инсталирано и вмрежено. И во бомбите видовме всушност дека постои практично параполиција на власта. Дали сте свесни за тоа? Дали таа уште функционира? Дали постои од неј за опасност? Видете, тие во однос на функционирањето на Министерството за внатрешни работи од бомбите видовме дека функционирало како МВР. Тие ја партизирале, ја присвоиле институцијата и во такви рамки ја злоупотребиле службата. Министерството за внатрешни работи во рамките на своите надлежности, наместо да остварува интерес на граѓаните, се занимавале со интересот на политичките партии, се занимавале со интересот на реализација на одредени нивни политики, така натаму. И кога говорам во делот на таа партизација дека неколку нивоа од раководните позиции надло се поставени партиски луѓе, тоа значи дека не се внимава воопшто на професионалноста, на искуството, туку напротив имаме луѓе кои што се со безбедност, криминалисти кои што се распоредени на разни места низ Република Македонија, низ гранична полиција и така натаму, додека на раководни позиции имате луѓе кои што биле ставени дури со многу со несоодветно образование само заради тоа што исполнуваат одредена партиска агенда. Но повторно ве прашувам, сметате ли дека оваа така наречена параполиција е моćна и организирана и може да биде како бомба, всушност да експлодира во некој клучен момент? Видете да ви кажам, значи уште еднаш ви го кажувам исто. Ова не е параполиција што е формирана, параполиција обично се формира надвор од институциите. Овде е злоупотреба на институцијата во партиските цели. Меѓутоа, ако се односите воспостават на еден нормален начин, ако професионалците добијат назначење, ако одредени позиции ги завземат луѓе кои што се од службата и кои што можат да работат во интересот на граѓаните, мислам дека немаме опасност Министерството за внатрешни работи да се претвори во нешто што би работело спротивно на интересите за Република Македонија. Добро, со разрешувањата во МВР факт е дека многу
од вработените се незадоволни. За оние кои сега ние говориме, за кои велите дека не се пара полиција надвор од МВР, но функционираат буквално како пара полиција во смисол дека работат надвор од собствените ингеренции и од наредбите, од професионалните наредби од МВР. И во тој контекст се и разрешувањата кои ги поведовте и зашто има и управниот суд некакво решение кое всушност не е јасно. Станува збор, како што видов и неколку пати ви објаснувавте, имавте интервју на Канал 5 и кажавте дека станува збор за замрзнување на вашето дејствување. Може ли да објасните за што станува збор? Добро, значи јас прво сакам да кажам дека со самиот влез во министерството реков дека ќе им оставам простор на секој еден професионалец. Додека секој еден кој што направил одредена грешка, злоупотреба и така натаму, ќе мора да сноси одредена последица. На крајот од краиштата, за да имате и контролата врз Министерството за внатрешни работи, мора да имаме и луѓе кои што се професионални и кои што нема да прават обструкции во било кој дел. Така да јас разрешив 5 началници според законот кои што беа на секторите за внатрешни работи, додека другите поставувања во Министерство за внатрешни работи беа на работници кои што се поставуваат на испразнети работни места. Тоа не се раководни позиции, туку напротив на испразнети работни места кои што ги има. Има некои на началници на одделение и така натаму. Затоа беше покрената една постапка која што се исклучиво спротивно покрената од законот од сите процедури од страна дополнителниот министер Чавков, реагирал до управниот суд без да стави претходно вето до Државната изборна комисија и управниот суд носи собарање за времена мерка по однос на тие решенија, на која што се повикуваат дека го користи тоа право за двојни потписи и така натаму и така натаму. Управниот суд донесе времена мерка во однос на тие конкретни решенија кои што се издадени. Значи, сакам да објаснам дека управните спорови се покренуваат за конкретно решение. Втората карактеристика... Не за идни решенија. Втората карактеристика е дека управен спор може да поднесе, да покрене правно или физичко лице на кое што му е повредено некакво право. Овде станува збор за покренување на управен спор од страна на дополнителниот заменик министер во име на трети лица. Меѓутоа, управниот суд донесе времена мерка. Времената мерка ја донесе скоро после месец дена од разрешувањето и именувањето на новите началници, кога нивните решенија беа веќе извршни, значи ги зазедоа позициите и веќе месец дена работеа. Така да, еве го решението на управниот суд, каде што вика дека се забранува на министерот да превзема дејства во врска и по повод донесеното решение со број. Конкретен број за конкретното решение. Тоа значи за конкретно лице, за конкретно лице, за конкретно решение. Тоа значи дека министерот нема право да превзема било какви действија кои што му стојат на располагање во овој период додека трае времената мерка. Никаде во решението не стои дека треба да се врати првобитната состојба, не може преку времена мерка да се поништи решението, туку едноставно се замрзнува состојбата таква каква што е, се до носење на одлука на управниот суд по однос на тужбата. Кога ќе се донесе пресуда по однос на тужбата, тогаш ќе видиме каква ќе биде одлуката и таа одлука ќе мораме после да ја спроведуваме. И во услови кога имате партизирано општество и партизирани институции, каква одлука очекувате од управниот суд? Па видите, јас не сум илузионист да очекувам одлуки кои што веднаш после добивањето на тужбите од дополнителниот заменик министер ми беше пратен абер дека тие веднаш ќе бидат прифатени. Така да начинот на кој што функционира судството во Република Македонија, начинот на кој што се врши страшен притисок и политизација во однос на судовите, апсолутно не ми е странно мислењето дека овој суд ќе постапува по некаква задача која што ја има добиена. Добро, ајде околу да видиме како функционира МВР и колку сте вие оптимист дека ќе профункционира и ќе профункционираат и истрагите, и работата на МВР, и работата на специјалната обвинителка Катица Јанева. Што се однесува до личните карти?
пронајдени кај Чауш, Закир Бекири, кај Адним Сума, за кои бевте обвинувани од страна на ВМРО дека ви се ваши лични пријатели. ВМРО ви постави неколку прашања јавно. Едно од нив е, зошто сте на сликите со криминалци кои работеле во фабриките за афери на СДСМ? Видете, во однос на ова состојба или истрага која што е за личните карти, таа не е само истрага во однос на ова прашање, има една друга истрага во однос на личните карти. Факт е дека ова истрага која што е покрена преку Фокус, односно новинарот Фокус ја достави пријавата до Министерството за внатрешни работи. Работи за Љубиша Арсич. Тоа значи во тој момент јас веднаш дадов наредба и задача преку организиран криминал да се извести јавниот обвинител да се започне истрага во однос на овој предмет. Така да тука нема дилема, мора да имаме квалитетна истрага, да се види дали се фалсификувани, кои се фалсификувани, зашто се употребени и така натаму. Предметот сега во рацете на јавното обвинителство, таму тие ги разгледуваат сите можни податоци кои што се добиени во текот на истрагата и јас навистина преку таква една квалитетна истрага очекувам дека овој процес ќе биде завршен на најдобар можен начин пред се во интерес на граѓаните. Во однос на прашањата кои што ги поставуваат се со цел да ја избегнат и сопствената одговорност во однос на одредени работи, јас апсолутно со Захир, со Чауш немам никаква слика, додека се појави една слика од мое присуство на терен како генерален секретар во Чаир, мислам дека е, каде што еден од луѓето се сликал заедно во група со луѓе. Јас навистина не може да знам во даден момент кој се може да застане да биде сликан или да биде фотографиран со мене. Меѓутоа тоа не го ослободува ниту него, ниту било кој во Република Македонија да одговара за она што го имат направено. На крајот од краиштата предметот е во рацете на обвинителството, сите аргументи, факти ги имаат и секој што има направено било што треба да одговара. И тоа вториот дел е фалсификувањето, односно правење незаконски лични карти во рамките на Министерство за внатрешни работи. И тука имаме сериозна истрага, сериозни откритија до кои што дојдовме, сериозни откритија за кои што ја информиравме јавноста, начинот на кој што се правеле лични карти. Едниот е дел за граѓаните од Пустец, кои што доаѓале во Република Македонија, без никаков документ им се издавале лични карти, без да имаат решение за жителство, без да поседуваат собствен стан или куќа, без да поседуваат договор за закуп, туку најчесто тоа биле во државни институции, најчесто биле во објекти кои што се блиски роднини на некои од функционерите на власта. Имате жители кои што се запишани на зградата на Министерство за внатрешни работи, или накреирани некакви адреси и така натаму. Затоа веќе покренав и постапка внатре во рамките на Министерство за внатрешни работи за да овие лични карти се поништат. Меѓутоа имало и луѓе кои што шетале од еден град во друг во рамките на изборите. Јас би го нарекол тоа изборен туризам, кој што доаѓаат од едно место на друго. Така да целата имаш информација, ви односно изјавивте дека живееле во станови на одредени вработени во Министерството за внатрешни работи. Јас изјавив дека живееле во станови државни и дека живееле во зградата на Министерство за внатрешни работи. Значи тоа е многу поразлично од ова вие што тврдите дека е вработени. Туку живееле во зградата на Министерство за внатрешни работи. Добро. Дали била запознаена министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска за овие лични карти? Па видите, јас не можам да тврдам дали била запознаена. Меѓутоа, ако не била запознаена, тогаш има сериозен проблем во делот на раководењето да вие не знаете што се случува во рамките на Министерството за внатрешни работи и како били издавани тие лични документи. Кој од функционерите бил запознаен со Тоа ќе го покаже истрагата. Со лажирањето на личните карти. Се уште немате информации. Ќе го покаже истрагата. Не би сакале сега да коментирате? Значи ви кажав ќе го покаже истрагата. Добро. Прашањата на ВМРО. Дали како генерален секретар сте договориле со сопругата на Чауш да биде вработена во Паркинзи на општина Центар? Апсолутно, тоа е ноторна лага и невистина. Ниту некој барал, ниту па сум имал јас таква задача да договарам било чие вработување и било каде, нити знам дали работи некаде и каде работи. Добро, зошто сте барали истрагата да не се одвива брзо? Сте контактирале со осумничените во тој период? Тоа е една тешка лага и манипулација која што се презентира во јавноста и јас ја покренав истрагата. Во ниту еден момент не сум побарал да имам
било каков увид на документите, заради тоа што тоа не е работа на министерот, туку е работа на истражните органи. Ниту еден момент ме засегнува за тоа што све има и како ќе се одвива таа истрага. Само апелирам да таа се одвива до крај и да на крајот имаме добар резултат од целата таа. Зошто сте барале увид во доказните материјали? Реков дека е тоа една апсолутна лага и манипулација, дека сум барал, за тоа може да посведочи било кој дури обвинител дали јас сум барал, заради тоа што немам потреба таква работа да барам ниту за овој случај, ниту за било кој друг случај што се води во рамките на Министерството за внатрешни работи. Ајде околу диво населје. Дали се вмешани високи функционери, господине Спасовски? Веднаш откако се случи диво населје, експресно дадоа оставка и Сашо Мијалков и Гордана Јанкуловска. Ете, еден од случаите кој што сигурно дека ја тангира многу македонската јавност, заради тоа што ни се случи сериозен инцидент во Куманово, е случајот со диво населје. Меѓутоа не само домашната, туку и меѓународната јавност. Навистина постои сериозна дилема кај сите, дури и кај мене постои сериозна дилема во однос на тоа кој се е вмешан во рамките на овој скандал, односно на овој настан кој што се случи. Јас го сваќам ова и како настан кој што за кој што емотивно реагирам во делот, заради тоа што потекнувам од Куманово и ние не дозволивме во Куманово 2001 година да се случи било каков вооружен напад или инцидент помеѓу граѓаните. И денеска, односно мината година на 9 мај, благодарение на присебноста на луѓето кои што не даваат поддршки на вакви активности и се апсолутно приврзани на соживот, овој настан не доби некакви повисоки размери. Затоа треба да се води сериозна истрага, која што треба да ги води започната истрагата, која што треба да даде многу одговори на прашања и на дилеми кои што ги имаме и дури тогаш ќе можеме. Има ли индиции за вмешаност на високи? Значи, затоа реков, мораме до крај да имаме темелна истрага по однос на сите овие прашања за да кажеме било каква констатација која што е факт. Значи, најважно е да утврдиме факти, не е да ги утврдиме било чии очекувања, туку да утврдиме факти кои што ќе дадат одговор пред граѓаните на Република Македонија заправо што се случи со акцијата во Куманово и зошто таа акција се случи баш во тој момент. Добро. Постојат стравувања за безбедноста во Македонија, особено кога станува збор за бегалската криза и за сигурноста на границата. Последната вест која доаѓа е дека таксистите блокирале пругата на границата. Значи, бегалската криза е проблем не само на Република Македонија, проблем на регионот, проблем на Европа, па дури проблем на светот. Решението на ова бегалска криза нема да дојде од Република Македонија, ниту е тоа можно, ниту треба да се очекува. Македонија до сега се справува добро со бегалската криза, затоа постојат сериозни признанија од страна на Европската Унија и благодарение на помошта која што ни ја даваат Европската Унија и државите членки и Соединетите американски држави, заради тоа што за Македонија навистина значајна една ваква поддршка да се справиме со бегалската криза. Решението за бегалската криза мора да се бара на изворот на проблемот. Инаку сите други решенија кои што би значиле, не знам, едно однесување на државите на западно-балканската рута, договорот со Европска Унија и Турција и така натаму, сето тоа е решение кое што е нецелисходно. Ние мора, односно светот мора да се позанимава како и на кој начин да ги среди состојбите во овие држави за да луѓето имаат мир и не бараат поддршка, односно не бараат помош од другите држави, а најмногу е оптеретена оваа западно-балканска рута каде што веќе низ Македонија се поминати до сега сигурно преку 740.000 бегалци. Стравувате ли за безбедноста на Македонија? Видете, безбедноста на Република Македонија и стабилноста е врвен приоритет за Министерството за внатрешни работи, а нормално дека во едни вакви околности во кои што имате бегалска криза од една страна и од друга страна имате состојби не само овде туку генерално во светот од действување на екстремистички групации,
секако дека постојат одредени и ризици и предизвици за безбедноста на Република Македонија. Ние затоа веднаш после моето одување го кренавме малку нивото на безбедност на виталните објекти на главниот град и така натаму, се со цел да имаме едно превенирање на состојбите, благодарение на соработката меѓуполициска помеѓу државите од регионот и пошироко, на пријателските служби и така натаму, се следат и двата аспекти. Кога се однесува во делот на бегалците, ние навистина не можеме да ги поистоветиме сите бегалци, оние луѓе кои што навистина имаат мака и бегаат и бараат заштита во Република Македонија, со група која што можеби би била радикална, која што можеби ќе искористи ситуацијата да помине низ територијата на Република Македонија, меѓутоа затоа мора да бидеме будни во соработка со службите, да ги идентификуваме тие лица, да ги детектираме, се со цел да ја заштитиме стабилноста и безбедноста на Република Македонија. Сега за сега Република Македонија е стабилна, безбедна без разлика и на вакви да се справуваме со сите овие ситуации заради тоа што сериозно работат структурите во рамките на Министерството за внатрешни работи на следење на целосната состојба, се со цел да се зачува мирот и безбедност. Да, ваквите блокади не загрижуваат. Оваа блокада која што е случајна во Гевгелија, вие знаете дека со кризата управува управувачкиот комитет кој што го раководи министерот за здравство Никола Тодоров. На тој управувачки комитет на последната седница, на која што ја од оправдани причини не присуствував, е донесена одлука дека превозот треба да се обезбеди преку ВОЗ само за бегалците, што сметам дека апсолутно луѓе во имаат право, оние кои што имаат и фирми за автобуски превоз и такси компании да си бараат да може да бидат вклучени во делот превозот. Тие впрочем во изминатиот период биле вклучувани повеќе или помалку во одредени сегменти на превоз на мигрантите, тие изразуваат негодување во однос на ова. Не може ли да избега од контрола ситуацијата ако се превезуваат преку такси? Значи најбезвено за Република Македонија да имаме превоз со ВОЗ кој што ќе биде натоварен во Гевгелија и продолжуваме се до северната граница. Меѓутоа, едно е прашањето и на капацитетите, колку можеме ние дневно да превезуваме бегалци, затоа и порано кога имаше еден голем бран, превезува и автобусите и таксистите. Меѓутоа, за тоа треба да се води сметка. Не може градоначалникот на Гевгелија да издава лиценци постојано и сега се направени преку 530 такси возила, што апсолутно е нонсенс за еден град како Гевгелија. Тоа укажува на фактот дека некој им ги давал овие лиценци баш во функција на превоз на бегалската криза. Добро, и заради тоа може и лесно да избега од контрола целата ситуација ако немате координација и соработка и со локалната власт, видите, но и со владата на Република Македонија. Овде Министерството за внатрешни работи има улогата на вршење на полициските работи. Сите други работи кои што ги врши управувачкиот комитет за справувањето со кризи, а тука е нормално и Центарот за управување со кризи и така натаму сите други институции кои што се вклучени. И раководи со нив владата, односно премиерот. Односно раководи министерот за здравство. Добро и за здравство, но и премиерот, новиот премиер Димитриев. Имате ли соработка со него, господин Спасовски? Јас кажав дека интересот на граѓаните на Република Македонија пред се не упатува на соработка во овие сфери кои што се од општи интерес и сфери кои што се на принципијална основа и во тој поглед јас сум подготвен за соработка апсолутно. Имате коректна соработка, да? Ајде, околу Хелсиншкиот комитет ви достави неколку предмети, станува збор за случаи кои не се завршени во време на владењето на ВМРО, нападите врз активистите на ЛГБТ, новинарите Борјан Јовановски, Бранко Тричковски. Докаде, дали започнавте истраги во овој контекст? Значи, ние започнавме би рекол, добра соработка и со Хелсиншкиот комитет, меѓутоа и со други невладини организации кои што може би до сега немале добра соработка со Министерството за внатрешни работи од причини, не би навлегувал кои се причините, значи во однос на оваа соработка. Ние веќе подпишавме и неколку меморандуми за соработка со Хелсиншкиот комитет и со други невладини организации кои што меморандуми значат подобрување на соработката во одредени сегменти во кои што ќе е вклучена и полицијата и невладиниот сектор.
Впрочем, моje убедување е дека невладиниот сектор треба да го поддржуваме во секој сегмент заради тоа што пред се ги штити интересите на граѓаните, второ укажува на слабостите кои што ги имаат институциите, коригира и така натаму, и наша определба, односно и моја определба лична и на партијата од која што доаѓаме, дека невладиниот граѓанскиот сектор мора да добие назначение. Точно е дека имало многу представки кои што биле покренувани за одредени случаи кои што беа поминатото во Република Македонија. Тоа пред се има нападот на новинарите, нападот на општината Центар и нападите врз активистите, нападите на ЛГБТ заедницата. Морам да кажам дека направивме после таа средба која што имавме со Хелсиншкиот комитет и со Сдруженијето на новинари на Македонија, направивме веднаш, дадовме задача во рамките на секторот за внатрешни работи, таму каде што се воделе овој истраги, да видиме до каде се процесите и што треба да направиме понатаму за да ги довршиме. На тоа се работи. Еден дел од предметите кои што се во тек, кои што беа во тек, например, последниот напад во Зборјан Јовановски во кафеаната Сокаче, тој е расчистен, се знае напаѓачот, сторителот е опоменат писмено врз основа на доказите кои што се изведени од целата постапка, додека за овие другите напади имаме некакво помрднување. Морам да признам дека на несоодветен начин се водела постапката од самиот старт, така да недостасуваат одредени информации кои што се потребни, меѓутоа се надевам дека преку оперативни сознанија и на секторот за внатрешни работи и воопшто на Министерството за внатрешни работи, таму каде што ќе е потребно, ќе дојдеме скоро до решение. Можеби не може да ги завршиме, откриеме сите сторители кои што биле во тој момент, меѓутоа се надевам дека ќе имаме една успешна реализација на овој процес, се со цел да ја вратиме довербата во институцијата. Низ целиот овој период имаше информации, шпекулации, значи неофицијални информации, дека се уништуваат доказни материјали, можеби компјутери и така натаму. Што велите вие на тоа? Доказни За материјали... МВР, говориме за МВР. Видете, значи... Доказни материјали кои се однесуваат на одредени истраги, кои се однесуваат на прислушкувањата, например. Видете, постојат многу информации во јавноста што се пуштаат, постојат многу шпекулации во јавноста, секогаш истрагата мора да биде темелна во рамките на Министерството и во рамките на обвинителството кое што ја води таа истрага. Така да... Недостасуваат ли некои доказни материјали? Сите... Во овие истраги, еве сега велите дека биле неажурно, неуредно водени. Значи се водат многу истраги, посебно и од специјалното јавно обвинителство. Јас не би сакал сега да ги коментирам тие истраги заради тоа што не може да бидат предмет на јавност. Добро, не сакате да ги коментирате, веројатно можете на јавност да кажете за кои истраги станува збор. Постојат многу истраги, специјалното јавно обвинителство веќе објави дека работи околу изборниот процес, дека работи околу прислушувањето и така натаму и како ќе се развршуваат тие. Монструм? Да, тие податоци кои што излегуваат во јавноста, значи кои што ги соопшти обвинителството, така да не би сакал предвремено да навлегувам во детали на истрагата, бидејќи тоа не е наша работа, така на специјално. Добро. Имаше информации, всушност има и кривични пријави кон Катица Јанева, кон специјалната. Тоа е апсолутен притисок кој што се прави на специјалното јавно обвинителство. Притисок се со цел веројатно да на некој начин се штитат одредени интереси. И навистина мислам дека не е добро воопшто да една институција за која што политичките лидери дадоа согласност, институција која што ја доби довербата помеѓу граѓаните на Република Македонија, очигледно дека тоа специјално јавно обвинителство има сериозна доверба за на граѓаните, институција од која што има и премногу очекувања, односно многу очекувања во наредниот период, треба да ја оставиме сериозно да се ја заврши работата. И специјалниот јавен обвинител Катица Јанева, меѓутоа и низиниот тим. Но прашањето, ме прекинавте, прашањето беше дали вие им се заканувате лично или пак припадници на МВР, на одредени луѓе кои работат во случајот во МВР, можеби на некои други кои ви даваат материјали, сами дававте изјави дека ви даваат материјали кои подоцна би сведочеле кај Катица Јанева. Видете да кажам, постои начин и процес како се собираат сите докази.
врз основа на наредби барање од страна на специјалното обвинителство, ниту јас, ниту било кој друг има потреба да се заканува и апсолутно тоа не е точно. Немам потреба јас како министер за внатрешни работи и вработените внатре тоа да го прават, заради тоа што таа истрага и материјалите кои што се бараат како одредени докази, за тоа што смета обвинителството дека треба да го прибават како доказ од страна на Министерството за внатрешни работи, тоа треба да се достави врз основа на наредби. Тоа како и на кој начин се сослушуваат сведоците, што се работи со нив. Се документирали? Апсолутно не знам јас, тоа е во рамките на специјалната. А оние луѓе за кои изјавувавте дека вам лично ви даваат некакви материјали? Се документирали начинот на кој ви ги даваат тие материјали? Тие информации и материјали кои што ги добивам од разни извори и структури во рамките на Министерството за внатрешни работи се предаваат на соодветното обвинителство. Добро, но на кој начин ги прибирате? Во законска поставка. Во законски го документирате тоа? Значи, начинот на кој ги прибирате? Начинот на кој што е предвидено врз основа на закон, така се предаваат. Имате ли комуникација со поранешната министерка за внатрешни работи? Воопшто? Има информации дека е надвор од земјата? Немам таква информација. Добро. И последното прашање, има информации дека ВМРО-ДПМН еднакво се подготвува, всушност владата, иако сте вие дел од неа, се подготвува на апсења во оној момент кога ќе започнат апсењата од другата страна, односно Катица Јанева ќе го вклучи копчето, ќе го стисне копчето за некакви истражни активности. Значи, реков, повторно има многу информации во јавноста кои што излегуваат. Јас не би сакал да навлегувам во работата ниту на јавното обвинителство, ниту на специјалното јавно обвинителство. Тоа се ингеренции нивни во однос на истрагите, во однос на покренувањето на процесите и навистина мора да се започне со една сериозна и неселективна борба против криминалот и корупцијата во Република Македонија, која што навистина уназадува Република Македонија. Така да, како ќе се одвиваат процесите врз основа на постапките кои што ќе бидат водени, тоа се процеси кои што ќе покренат обвинителството. Би ве изненадило ли ако започнат апсења? Мене ништо не ми изненадува во оваа држава. Апсења кои би били иницирани од ВМРО-ДПМН? Ништо не ме, односно од Груевски можеби. Ништо не ми изненадува во оваа држава, заради тоа што начинот на кој што веројатно настапуваат одредени структури во ВМРО-ДПМН пред се заради стравот кој што го чувствуваат од моментот на доаѓањето на соочувањето со вистината, соочувањето со сопствената одговорност, да се посегнува и да се дефокусира јавноста со некакви процеси или парапроцеси. Меѓутоа, јас апелирам само за работење исклучиво врз основа на закон и почитување на сите стандарди кои што ќе значат една неселективна борба против криминалот и корупцијата. Добро, јас благодарам што бевте гостин, господин Спасовски.